Почитувани борци од Народно-ослободителната војна, почитувам премиер на влада на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитувани членови на Собранието и на владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани представници на централните и локалните власти, представници на организациите, невладините здруженија и почитувачи на ликот и делото на борците од НОБ. Добре ни дојдовте во Куманово и нека ни е среќен денот. Денеска се навршуваат 78 години од денот кога Република Македонија се крена во борба против фашизмот. Голем ден за Куманово, уште поголем ден за сите граѓани на Куманово и цела наша држава. Денеска Куманово заедно со општина Прилеп слави еден голем јубилеј. Јубилеј во кој што се врежа сите наши предци во делото и трајната борба во најтешките моменти, борбата против фашизмот. Тоа е едно дело кое што го направија сите заедно, како што денеска исто така генерации и генерации на луѓе зад нив работат на истото. За просперитетна, целосна, перспективна Република Северна Македонија. 800 борци од Куманово и Кумановско излегоа храбро и заедно со прилепчани се впуштија во борба. Во борба за самобитност, во борба за своја иднина. Тоа го направија заедно со сите нас, заедно со нашите предци, за да ние денеска го имаме тоа што најповеќе го посакуваме, а тоа е слободата и сопствена држава. Во рамките на тој наш развој, веднаш по ослободувањето, 44 година, заедно тргнавме со останатите југословенски народи и формиравме една заедничка федерација, а тогашната Социјалистичка Република Македонија стана составен дел од истата. Токму во тој период се развиваше и нашата Македонија, но се разви и нашето Куманово, кое што од еден просечен, занаетчиски и неразвиен земјоделски крај стана еден индустријски, сериозен град, развиен во северниот дел на државата. Низ текот на времето поминавме различни предизвици. Сите заедно бевме сведоци подоцна и на уривањето на таа федерација и влегување во еден период на рецесија и економски застој. Денеска стоиме тука исправено пред вас да кажеме дека преземаме обврска за тие наши предци и во нивно име, а најповеќе да исполниме желбата на најмладите луѓе, да дадеме просперитет, да повикаме на обединување и да тргнеме во нови економски победи, затоа што тоа ни е повеќе од потребно. Република Северна Македонија, а воедно и Куманово со неа, мора да биде составен дел на еден голем мозаик кој што значи просперитет и добра иднина за сите наши граѓани, без разлика на својата вера, нација, политичка разлика. Затоа, уште еднаш, сакам да го честитам овој голем дел на сите, со целосен пиетет да им одадам признание на сите паднати борци во Народно-ослободителната војна и сите оние кои што дале допринос за развој на нашата држава, а воедно, како градоначалник на сите граѓани, да повикам на целосно обединување на сите кумановчани и надминување на сите политички бариери на патот на иднината на нашата држава Република Северна Македонија. Да ни живее Куманово, да живее Република Северна Македонија и сите нејзини граѓани. Ви благодарам.